Добар ден, почитувани колеги и советници, почитувани гости. Согласно член 38 од статутот на општина Битола, службен гласник на општина Битола број 10 од 2005, свикувам седница на Комисијата за јавни дејности на Советот на општина Битола со следниот дневен ред. Точка 1. Годишен извештај за работата на гимназијата Јосип Броз Тито Битола за учебната 2023-2024 година. Точка 2. Годишна програма за работа на средното училиште гимназија Јосип Броз Тито Битола за учебната 2024-2025 година. Точка 3. Годишен извештај за работа на средното училиште доктор Јован Калаузи Битола за учебната 2023-2024 година. Точка 4. Годишна програма за работа на средното училиште доктор Јован Калаузи Битола за учебната 2024-2025 година. Годишен извештај за работа на средното економско училиште Јане Сандански Битола за учебната 2023-2024 година. Точка 6. Годишна програма за работа на средното економско училиште Јане Сандански Битола за учебната 2024-2025 година. Точка 7. Годишен извештај за работа на средното училиште Кузман Шапкарев за учебната 2023-2024 година. Годишна програма за работа на средното училиште Кузман Шапкарев за учебната 2024-2025 година. Точка 9. Годишен извештај за работа на средното училиште Георги Наумов Битола за учебната 2023-2024 година. Точка 10. Годишна програма за работа на средното техничко училиште Георги Наумов Битола за учебната 2024-2025 година. Точка 11. Годишен извештај за работа на средното училиште гимназија Таки Даскало Битола за учебната 2023-2024 година. Точка 12. Годишна програма за работа на средното училиште гимназија Таки Даскало Битола за учебната 2024-2025 година. Точка 13. Решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во средните училишта на подрачјето на општина Битола за учебната 2024-2025 година. Точка 14. Годишен извештај за работа на детската градинка Мајски Цвет Битола за 2023-2024 година. Точка 15. Годишна програма за работа на детската градинка Мајски Цвет Битола за 2024-2025 година. Точка 16. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на почеток и завршеток на работното време во детската градинка Мајски Цвет Битола. И точка 17. Решение за давање согласност на одлуката за добивање на согласност за работа на воспитните групи со поголем број на деца, односно со помал број на деца во детските градинки кои работат во состав на детската градинка Мајски Цвет Битола. Со точката 17 се сочинува дневниот ред на денешната седница и ве молам истиот да го ставиме на гласање. Кој е за? Дневниот ред се усвојува едногласно и поминуваме на точка 1 од дневниот ред и точка 2, затоа што е со годишен извештај за работа на средното училиште гимназија Јосип Броз Тито Битола за учебната 2023 и 2024 година и годишна програма за работа на средното училиште гимназија Јосип Броз Тито Битола за учебната 2024-2025 година. Ја молам директорката да се кратко да се произнесе по годишниот извештај и програмата. Повелете. Добар ден, уште еднаш. Гимназијата Јосип Броз Тито подготвено ја започна учебната 2023-2024 година. Се работеше во 2 смени, 24 паралелки, 686 ученици вкупно во изминатата учебна година. Се грееме на нафта. Во текот на првото полугодие, односно во месец ноември, имав интегрална евалуација, која што знаете од државни просветни инспектори, бевме оценети на вистина со висока оценка, многу добар и пофалени за начинот на функционирање меѓучовечките односи и реконструкциите во гимназијата. Ќе се задржам на поважните работи.
како капитални инвестиции во учебната 23-24 година. Ајде да не ги читам сите, би ги потенцирала промена на сите врати во гимназијата, кои што беа дотраени стари, повеќе од 100 години, промена на плочките во холот на третиот спрат, водовод, инсталациона мрежа во хемискиот кабинет, во теке тендериравме и за ентериер во хемискиот кабинет, современо опремен ќе биде, се надеваме негде за 30 дена ќе биде и постапката завршена. Набавивме и по хемија и по физика модели на молекули, дигитални термометри, амониум хидроксид, нитрати и така натаму, субстанции. Во месец декември на целата јужна фасада поставивме венецијанки, кои што беа неопходни за учениците, бидејќи сонцето токму на ова јужна страна имавме навистина проблем, односно страната на булеварот. Набавивме ИКТ опрема, изработивме проектна документација за ограда од ковано железо, реконструкција на скалите во училишниот двор, парапетно зидче, односно сакаме да ја оградиме целата гимназија со ковано железо, бидејќи е исто така стара и оштетена, и во теке исто така и тендерирање на стрешницата во функција на летна училница. Наставниците и учениците навистина постигнаа забележителни резултати на сите општински, државни и меѓународни надпревари. Повторно сме апсолутни шампиони во сите спортови. Природни науки, имавме прекрасен патронен празник на платото на офицерскиот дом и тоа е горе-долу за учебната 2023-2024 година. Во новата учебна година, во прва година го пополнавме уште при првиот уписен рок, ја пополнавме квотата со ученици, одбивме околу 9 ученици, значи учениците од прва година навистина покажаа голем интерес за гимназијата. Приоритетни промени и подрачја во ова учебна година е одбележувањето на 80 години, големиот јубилеј, настава на македонски јазик во гимназијата, да се дозаврши, како што кажав, оградата од ковано железо, скалите, настрешницата. Во моментот изработуваме проектна документација за пренамена на старите тоалети во кабинет по природни науки, да се дозавршат постапките, односно имотно правните проблеми кои што ги имаме за игралиштата во гимназијата и да се започне со проектна документација за реконструкција на кровот. Тука остануваат сите размени, сите соработки со државите кои што ги имаме, Италија, Франција, размената, Германија, да се продолжи со меѓуетничка интеграција проектот и се она кое што тековно треба да биде реализирано во новата учебна година. Ако имате прашања, повелете. Ви благодариме, директорке. Дали имаме прашања по точката 1 и 2? Повелете, колега Корлевски. Поштована директорке, минатата година кога зборав министрата оваа тема, беше пролет, ама сега заради изборите го одложивме во денесен. Изборавме за кабинетот по хемија, така. Добро. Се крена ука-бука, дојдовме па пиштоли, врски, ово, она, работи, не работи. Сега се фалиме дека е добар. Значи, критиката не е навреда. Не се навредивме. Се навредивме затоа што велевте дека даваме лажна информација. Не беше лажна, бидејќи сега се реконструира и учениците во гимназијата Јосип Брз Тито ќе учат во нов кабинет, современ, со сите тие помагала што ги спомнавте. Ние го поизнесовме во јавност, затоа што директор може да биде секој, поминале многу директори со многу славни имена, со многу добри CV-ја, одлични, академици, и вие влегувате во еден дел од нив, така да подобрувањето на образовниот процес не значи дека ќе биде критика. Токму таа ука-бука околу тој дојде општината да вложи финансиски средства, нормално вие да се грижите, да смените инсталација и опрема и набавки, сте тие
Како што ни спомнавте и тогаш најавте дека многу вложуваат и сакате да би смената дограмата, вратите, па и тоа се реализира. Така да, така функционираме. Треба малце да излези во јавност, дека на некој нешто му треба, бидејќи еве во овој период кога ќе зборуваме за некои работи, за било кој училишта или за било кој јавни предпријатија дека имаат проблем, така некако се решава додека не излези во јавност, некако меѓу себе не знаеме да ги решиме. Затоа за воиднина или било што ако спомниме, немојте да го сватите лично, бидејќи ќе помине еве година дена и ќе испадне дека сепак некој не го зборал за дека не знам, директорката не работи или така натаму. Битно е, од нас ни доаѓаат информациите од децата кои што учат таму, родителите кажуваат имаме, немаме. Сега има проблем, како прашање, небитно, вие можете да констатирате поќе сте за кај сите училишта распоредот на часовите. Многу се бунат родителите. Така вели, почнуваме, не знам, прв час деца со физичко, вика во 7 сабајли така натаму, некои да, некои се против, не знам. Почнуваме со англиски или не знам како и во основните училишта. Не сум професионален во таа работа, меѓутоа дајбе зборнете околу што да зборнеме. Немаме, има проблем, вика, со многу проблематични деца, ајде, повеќе се јавно излезе на основните булинг и така натаму, дали работат психолозите, не знам таа работа. Добро е тоа да го известите, да му помогнете деца во пубертет, кај што постојано зборувате. Минатата година, да, вашето училиште беше кај што кажавте дека телефоните треба да стојат надвор и секоја беше законско решение во јавноста пред недела дена беше дека сите земји во Европска унија забрането му е, да, а во Македонија има, ма кој сака како сака училиште. Испаѓа сега само дека Јосип Брз Тито, а другите кој како сака. Треба да се почне од некаде. Ние бевме упорни со телефоните и навистина вроди со плод. Изработивме специјални кутии и децата сами споделуваат дека се поконцентрирани на часот, повеќе внимаваат. Вака со телефонот, да го видам сато, со сатот ќе се надоврзат други работи и помина часот. А во однос на распоредот не се согласувам со родителите. Навистина родителите започнаа да се мешаат во ингеренциите на училиштата. Не знам зошто ние цел живот имавме прв час во понеделник спорт. Да се раздвижиме. И зошто да не? Не знам, не ги разбирам. Каков треба според родителите да биде редоследот на часовите и зошто тоа да е така. Нема поубаво во понеделник прв час да имат спорт. Дури секој ден треба да е така. Не гледам проблем во распоредот. Барем кај нас немаме никакви реакции искрено. И зошто е толку битен кој предмет по кој редослед ќе биде. И зошто еве сите имаме деца. Еве сега син ми има со Антонио со кармата 2 часа блок спорт. Деца да се пресрекни, не разбирам. Зошто да немат прв или англиски да немат втор и кој е проблемот, искрено. Пак ќе кажам, сите имаме деца, ги гледаме, си функционират како што треба. И зошто советот и се обраќаат до вас за распоредот на часови во училиштата? Знаете како, затоа што претходно што ви кажав, заради јавноста, да некако излезело, пак ќе се направи притисок, бидејќи абе сабајле е, ладно е, нема концентрација и така натаму, па имаме проблем со разразливи деца, ќе гудрело, ќе го паднело и сега... Ајде малце да ја смениме Затоа реков дека тактиката. треба можеби малце, не знам, родителите со психолошката служба да му кажат дека си има некој план и работа, да влези во таа програма на вистина, не поќе со децата, толку со родителите, дека олабајте малце и има некој Малку што се родителите да имат повеќе доверба во образовните институции, во професионалците и малку повеќе родителите да имат улогата на родители, да не се мешат во работата на училиштата. Јас верувам, јас доаѓам од стручната служба, јас сум психолог по професија, 10 години во гимназијата сум психолог и работам со децата, ги детектирам, ги откривам дури и сега како директор. Малку родителите како повеќе да почне да се мешаат во ингеренциите на училиштата. Благодарам. Дали имаме други прашања?
Немаме други прашања. Јас само можам впечатокот мој да го споделам, ве молам. Продолжете, директорке, така тоа што го изнесовте на вистина е многу добро и гимназијата да остане она што е за Битола, гордост на Битола. На вистина е синоним гимназијата, така да продолжете и понатаму успешно да чекарите. Ние преминуваме на точка 3 и 4 од дневниот ред. Точка 3. Годишен извештај за работа на Средното училиште доктор Јован Калаузи Битола за учебната 2023-2024 година и точка 4. Годишна програма за работа на Средното училиште доктор Јован Калаузи Битола за учебната 2024-2025 година. Молам известителот кратко да се произнесе по програмата извештајот за работа. Повелете. Да. Ќе почнам со годишниот извештај за работа. Годишниот извештај покажува дека се што она што имавме планирано со годишната програма за минатата учебна година е реализирано. Успехот на учениците во последните 5 години е во нагорна линија и секогаш е над 4. Последната учебна година беше 4,4. Бројот на учениците исто така знаеме дека секаде се намалува, кај нас е исто да речеме намален од минатите години, меѓутоа со оглед на високите критериуми за упис, затоа што во здравствената струка се потребни 70 поени минимум за упис, така да можеме да бидеме и задоволни со бројот на ученици. Минатата година имавме 763, сега 788 ученици. Се зголемува бројот на склучени договори со социјални партнери. Минатата година склучивме договори и сега имаме 4 дуални паралелки. Тоа се паралелки со зголемен број на часови по практична настава кај работодавач. Со тоа што и со тоа на учениците му се овозможува да имаат повеќе практична настава, да имаат можност да конкурираат за стипендија која што следува за ученици од дуални паралелки. Успехот можеме да кажеме дека се должи и на тоа што учениците учат во опремени современи училници со аудиовизуелни средства, постојано практичната настава, постојано се набавува се она што им е потребно, потрошен материјал за забните техничари, реагенси за фармацевтите, нагледни средства за останатите профили. Се реализира во минатата година, исто така да, минатата година хемискиот кабинет се промени, се променија сите, мислам, се набави дестилатор, се променија училишните клупи, тие како што работат во хемискиот кабинет. Се реализираа предвидените научно-стручни екскурзии во установи каде што учениците може да се запознаат со модерните услови за работа. Цело време учениците се вклучени во соработка со локалната заедница, со невладениот сектор, во нивните проектни активности кои што се поддржани од општината и со тоа се продолжува и оваа учебна година. Од капитални инвестиции, значи пред минатата година се заврши со промена на со фасадата и промена на подовите во училниците и внатрешноста на училниците, ѕидовите, сето тоа се заврши. Оваа година се распиша, минатата учебна година, се распиша јавна набавка за фотоволтаици, која што сега ќе се реализира. Тоа е, значи, за извештајот. А во годишната програма за работа, значи, 3 главни цели, кои што ни се утврдени како подрачја на промени и приоритети во оваа учебна година, се унапредување на наставата и воспитно-образовниот процес во функција на јакнење на дигиталните вештини и инклузивното образование.
Инклузивното образование, значи веќе трета година имаме ученици кои што се со посебни образовни потреби и инклузивен тим се работи со нив и постојано наставниците, мислам, инклузивниот тим е вклучен, меѓутоа постојано секоја година се вклучуваат и наставници кои што работат со тие деца, така да тие постојано следат обуки и моментално се во тек обуки за наставниот кадар. Исто така за дигиталните вештини, исто така тоа е неминовна потреба, видовме после пандемијата колку е потребно да и наставниците и учениците ги имаат тие дигитални вештини и постојано да ги развиваат, така да исто така моментално во текот на август и се уште траат обуки организирани од Министерството за образование и од Бирото за развој, обуки за наставниците. Второ подрачје на промени и приоритет ни е развојна култура за соработка со локалната заедница преку посета на обуки, работилници, настани, соработка со невладин сектори, локални институции и установи во тој контекст на формално и неформално образование и личен развој на учениците. Исто така, значи, покрај формалното образование, учениците постојано има потреба да ги јакнат нивните меки вештини, комуникацијски вештини, личен развој, затоа нашите ученици постојано се вклучени во соработка со сите овие организации од невладин сектор, локалната заедница. И третата цел ни е унапредување на училишната клима и подигнување на свеста за одржлив развој и зачувување на животната средина. Од минатата година почна дел беа опремени училници со нов училишен мебел, дел се опреми минатата година, а останатите ќе се заврши сега во теке правење јавна набавка, спроведување јавна набавка и доопремување на училниците, со што ќе се подобри училишната клима. Исто така имаме средства и во теке правење спецификација за и спроведување јавна набавка за промена на паркетот во спортската сала, а завршена е на јавната набавка и планиравме ова недела, меѓутоа заради временските услови, наредната недела ќе бидат поставени фотоволтаиците, со што исто така ќе се намалат прво финансиските издатоци, ќе се подигне еколошката свест и кај учениците, кај вработените и пошироко. И секако и во оваа учебна година продолжуваме со работа во јакнење на практичната оспособеност на учениците, практичната работа со социјалните партнери, рековме дуалните паралелки, тие проекти во кои што се вклучуваат учениците и тоа е што е предвидено за оваа учебна година. Ви благодарам, директорке. Дали имаме прашања по точка 3 и 4 од дневниот ред? Повелите, колега Војковски. Благодарам. Ме интересира мене бидејќи на ребалансот на буџетот, кој што се сеќавам, беа доделени финансиски средства за да се реконструира спортската сала, односно промена на подот со цел да се постави паркет, за да може и таму да тренираат дел од екипите кои што се занимаваат професионално ракометот и кошарката. Докаде е постапката? Да. Како што кажав, значи средствата се доделени, во теке бараме фирми кои што ќе ни ја направат спецификацијата. Значи ние имавме контакти со некои паркетари, да речем, што работат, меѓутоа е потребно фирма која што на добра волја ќе направи спецификација за да се објави јавната набавка и после тоа да можат сите кои што заинтересирани да се јават. И сега во тек е тоа. Значи очекуваме да ја добиеме спецификацијата за да ја спроведеме јавната набавка. Затоа што навистина ние немаме стручни лица кои што можат тоа да го направат, а и не може било кој, значи едноставно не се нафаќа, да речем, било кој за да така доброволно ја направи, а потоа било кој може да се јави на јавната набавка. Меѓутоа тоа ќе се реализира, верувам, веќе наредниот месец ќе биде
објавена јавната набавка и ќе се спроведе тоа. Ви благодарам. Други прашања? Повелете, колега Петковски. Директорке, само едно прашање. Дали функционира грејењето во салата? Да. Да, функционира. Да. Бидејќи ако се прави веќе паркет да биде се тоа комплет, за да може да работат, да тренираат екипите професионални, па ме интересираше дали е во функција. Да, грејењето функционира, а инаку Во салата конкретно. Во салата да, се функционира. Благодарам. А инаку само да се надоврзам за средствата кои што се доделени, ние во тие контакти што ги имаме првични, можеби тие средства и не се доволни како што ни кажуваат, значи што се преврлени, меѓутоа со делот што ќе остане од фотоволтаиците ќе направиме пренамена, па потоа ако е потребно и ќе побараме дополнителни средства. Ви благодарам. Други прашања? Благодарам. Поминуваме на наредните точки од дневниот ред. Точка 5. Годишен извештај за работата на Средното економско училиште Јане Сандански Битола за учебната 2023-2024 година и точка 6. Годишна програма за работа на Средното економско училиште Јане Сандански Битола за учебната 2024-2025 година. Ја молам директорката да се произнесе накратко по програмата извештајот. Повелете. Ви благодарам. Јас сум Билјана Јанкуловска. Извинете, процедурално немаме кворум. Нека дојди колешката. Повелете, директорке. Ви благодарам на поканата, ви благодарам за присуството. Јас сум Билјана Јанкуловска, директор на Средното општинско економско училиште Јане Сандански во Битола. Средното општинско економско училиште Јане Сандански Битола важи за ефикасно, ефективно и модерно училиште, познато и признато во регионот по квалитетот на образованието на економско-правна и трговска струка. Учебната 2023-2024 година ја завршиле 569 ученици, односно 254 машки и 315 женски. Учебната 2024 година, 2025 година ја започна 612 ученици, 268 машки, 344 женски. Ова учебна година ја започнавме навреме на 2 септември по одлука на Совет со интонирањето на македонската химна. Во однос на струките и профилите со кои што располага нашето училиште, тоа се економски техничар, кој што е застапен со 4 паралелки, и техничар за трговија и дигитален маркетинг, кој што е застапен со 1 паралелка. Уписот кој што беше спроведен од страна на Министерството за образование и наука, уште во првиот уписен рок, сите квоти во Средното општинско економско училиште Јане Сандански беа максимално пополнети. Распоредот беше изготвен и од 2 септември доставен на учениците. Во однос на активностите кои што действувавме во 2023-2024 година, а секако надополнуваме со годишна програма за 2024-2025, прво беше, од кога јас дојдов на функцијата директор, изработка на проектна документација за целосна санација на влезните скали, кои што при 100 години економско училиште беа максимално оштетени и без никаков пристап за да се качат горе лицата кои што доаѓаат во училиштето. Врз основа на таа проектна документација беше распишана тендерска постапка, каде што соодветно се делуваше и успешно се заврши целокупната постапка. Се изврши набавка на информатичка и друга опрема и се изврши набавка на училичен мебел во наставничка канцеларија, клупи, столови, катедри и фотели. Со тоа што, по укажување на интегрална инспекција, ние ја добивме оценката 4. После нова година, односно после 1.1.2000, почнувајќи уствари од 1.1.2024 година, во училиштето се изврши санација на училишни ходници и подрумски дел, купување на училишен мебел и опремување на 6 комплетни училници,
купување на друг мебел, училишни столчиња, конгрес столици, фотели за потребите на училиштето, купување и именување на зелени табли, купување и монтажа на ламинат за наставничка канцеларија и канцелари за административни работилници, купување и монтажа на подиуми за ученици, купување и комплетно бојадисување на училиштето, значи со боја посна и мрсна, купување и монтажа на венецијан ролетни, поставување на бекатон плочки до и околу спортската сала, поставување рефлектори и осветлување на соодветното училиште и во тек се неколку јавни набавки за огласни табли, потоа мебел во канцеларии, уредување со клими и така натаму. Овие зафати се реализираат со цел подобрување на воспитно-образовниот процес и подигнување на работната клима во училиштето, а секако и одржување на објектот. Објектот го почнува второто столетие, значи стар објект кој што постојано треба да се внимава и да се одржува. Сега, нашето училиште е динамично училиште кое што е прилагодено во современите образовни промени и мора да го следи трендот, затоа сме во постојана соработка со бизнис секторот, стопанството и образовните институции. Се со цел за да се створи една безбедна, стимулативна средина каде што нашите ученици ќе бидат вклучени активно во процесите на пазарот на трудот. Ви благодарам. Ви благодарам, директорке. Прашања до директорката по точките 5 и 6. Констатирам дека немаме прашања. Ви благодарам за излагањето. Економското училиште исто едно во централното градско подрачје с убава зграда и баш е добро што еве вака се вложува континуирано за да се зачува истото. Ви благодарам уште еднаш. Поминуваме на точка 7 и 8 од дневниот ред. Годишен извештај за работа на Средното земјоделско училиште Кузман Шапкарев за учебната 2023-2024 година и точка 8 годишна програма за работа на Средното земјоделско училиште Кузман Шапкарев за учебната 2024-2025 година. Повелете да се произнесете по точките. Јас сум ВД директор Крстевски Златко. Иначе сите знаете дека училиштето се наоѓа на периферијата од градот, меѓу гробиштата, старите и новите гробишта. Имаме мал проблем со превозот, затоа што едната линија која што доаѓа од Велушина ги слегува, например, учениците на селската, така да поготово зимски период има проблем, значи, исто така и од озгоре линијата ги слегува учениците кај Шехерзада. Тоа малце треба да се коригира, да видиме со самите превозници. Иначе училиштето, за жал, јас предам таму 30-32 години, како стручен професор. Лани имавме 6 класа со доста мал број на ученици, 43 ученици. Иначе оваа година бевме во презентација, го презентиравме во 9 основни училишта и во општина Битола, и во општина Новаци, и во Могила. Во секој случај, значи тоа не е само случај во Битола или со нашите училишта, него таков е бројот за жал и во скоро сите училишта во цела Република Македонија. Бројот е доста мал. Во секој случај, мислам дека треба државата да стави стимулација за придоделување на субвенции да имат барем најмалку стручно образование. Сега ние имаме училишно стопанство и тука ни е проблем затоа што не добиваме помош од општината или од државата. Моментално имаме, да речеме, 5 крави и 4 јуници, тоа не е толку битно, но сепак ние се механизацијата е доста стара, тракторот, например, е донација, 18-20 години, цел механизација е во незавидна состојба. Во пролета, значи пролетоска, припремавме земјоделската мачина, обезбедување семенски материјали и изведба на пролетна сеидба. Тоа се е за исхрана на животните.
Понатаму присуствувавме на 52-тиот државен надпревар. Ова година се одржа во Ресен, во средното училиште Цар Самуил, тука зедовме едно место, односно 2 места. Понатаму имаме склучено меморандуми, значи учениците дуални исто така имаме паралелки, имаме склучено меморандуми со ЗИК Пелагонија, со Симпекс и со АДМ Лекара и уште со 3 други ветеринарни амбуланти, каде што практичната настава учениците изведуваат во овие фирми или компании. Понатаму, ланската година беше реновирана наставничката канцеларија, подот беше целосно реновиран, исто така и таванот беше спуштен, и осветлувањето и една целосна нова училница. Моментално имаме средства префрлени од општина, имаат уствари средства префрлени од општина имаме распишана јавна набавка за машини и опрема, значи тука се работи сакаме да земеме косачка и плуг и имаме јавна набавка распишана сега во текст за реновирање на 4 до 5 канцелари, да видиме колку средства ќе стигнат и јавна набавка имаме за училишен мебел. Имавме интегрална во март ова година, каде што оценката беше добра, значи добар беше оценката, подобра оценка имавме од претходната. И во главном е тоа од моја страна. Ви благодарам, директоре. Дали имаме прашања до директорот за овие точки? Констатирам дека немаме прашања по точките и преминуваме на наредната точка. Точка 9. Годишен извештај за работа на Средното техничко училиште Ѓорги Наумов Битола за учебната 2023-2024 година и точка 10. Годишна програма за работа на Средното техничко училиште Ѓорги Наумов Битола за учебната 2024-2025 година. Го молам известителот да се произнесе по точките 9 и 10. Повелете. Добар ден на сите. Јас сум помошник директор во СОТУ Ѓорги Наумов, односно Средно техничко училиште Ѓорги Наумов Битола. Во училиштето во 23-24 беа ангажирани 68 наставници и 23 вработени како административен и технички персонал. Во текот на учебната 23-24 година во СОТУ Ѓорги Наумов Битола редовна настава посетуваа вкупно 777 ученици, распределени во образовните профили кои ги опфаќаат двете струки, и тоа е електротехничката и машинската струка. Во електротехничката струка 572 ученика, а во машинската 205 ученици. Во прва година имаме 198 ученици, во втора година имавме 189, во трета година 207, во четврта година 183 ученици. Според времетрајањето на образованието, 762 ученици со 4 годишно образование и 15 ученици со 3 годишно образование. Во извештајот за работа на Средното општинско техничко училиште Ѓорги Наумов Битола имаме презентирано на надпреварите кои што сме препознатливи на општински, регионален и државен карактер. Потоа присуствуваме на многу семинари, обуки, работилници и презентации, соработка посвета на многу настани во градот и надвор од градот на Република Македонија, Северна Македонија. Потоа имаме склучено многу меморандуми со многу компании, бидејќи моментално имаме 6 паралелки со дуално образование, кое што знаете дека дуалното образование го намали бројот на учениците, околу 25 максимум, меѓутоа се здобивме со многу квалитетна настава. Помал број ученици, меѓутоа квалитетот е многу поинаков. Значи подобар ни е, затоа што може да се посвети на секое дете внимание, да се донеси во стадиум во кој што вистина ќе ги прими тие знаења. Така што се покажа овие дуални паралелки дека вистина добри се за образовниот процес, меѓутоа тежината е во тоа што треба да склучиме меморандуми, имаме склучени доста меморандуми, за да може да учениците присуствуваат на таа дополнителна практична настава учење преку работа што имаме. Потоа имаме проект за меѓуетничка интеграција во образованието, многу наставни активности. Во извештајот се наоѓа извештајот на екскурзијата која што се изведува 6-дневна екскурзија во Италија, каде што се исполни во целост. Проект за
на училиштето имавме отворен ден за презентација на нашето училиште, кое што од претходните години применувавме посета на основните училишта, меѓутоа се покажа дека начинот на доаѓање на отворен ден во нашето училиште и гледање на просторите со кои што сме горди и можеме да ги представиме, вистина привлекуваат поголемо внимание, него ли да одиме на лице место да презентираме. Како што е подобро е да видат, него ли да слушнат. Меѓутоа, во таа презентација имаме и да слушнат и што да видат. И во извештај се наоѓаат и извештај за државната матура и завршните испити. Во однос на она што го постигнавме во претходната година, 23-24 година, имавме комплетно реновирање на работилниците, ходниците во работилниците, тоалетите во приземјето, скалите, ходниците приземјето, ходниците во спортската сала, поставување на светлечка арматура со ред осветлување, ПВЦ дограма, еднокривни и двокривни врати и така натаму, со што и долниот дел, каде што две работилници, кој што беше во незавидна положба заради земјотресите, имавме проблеми таму, испукани делови, така што сето таа се санира и се среди и навистина стана еден пријатен дел каде што се изведува таа практична настава. Сепак ликот привлекува да се види тоа што го имаме направено. Потоа имаме набавено околу училишни бели магнетни табли во сите училници, изработка на плакари, столчиња училишни, клупи училишни, во тека изработка на еколошка термофасада, набавени се инвертер клима уреди, набавени се ЦНЦ и други машини, современа опрема, склопови и инструменти, помошен алат за вежби на електромашинската струка. Акцентот во 23-24 година беше ставен на практичната настава и вежби, заради тоа што ние сме сепак стручно училиште, каде што децата во нашето училиште вистина можат нешто да научат. Набавени се и нови персонални компјутери, моментално имаме кабинетска настава во сите простори, имаме аудиовизуални средства, LCD телевизори, презентации, така натаму, така што тоа е во 23-24 година. Што се однесува до годишната програма, ќе се реализира се што го имаме предвидено, планираме да се реализира. Во годишната програма ги имаме извештаите за работата на сите струки што се наоѓаат и ова година можеме да се пофалиме со проектот Мост на кариерен успех, заекнување на практичните вештини во современа опрема, проектот финансиран од регионалниот фонд за презентации од Германското сојузно министерство за економија во вредност од 589.900 евра. Овој проект веќе ќе почне да се реализира, имаме најава сега во септември да имаме посета од германското друштво, така што вистина можеме да се пофалиме со овој проект заради тоа што на она што ќе дојде како опрема и машини, значи во нашето училиште ќе го подобрат квалитетот на образовниот систем, а ова вредност од толкова сума, значи ја добивме ние во 25 училишта на регионот и можеме да се пофалиме со тој успех. Тоа е во однос на годишната програма, значи исто имаме тендерирање за фотоволтаици, тендерот е распишан, така што очекуваме да се јави нека компанија па да се реализира и тоа. Ви благодарам, ако има нешто повелете. Ви благодарам и вас. Дали имаме прашања по овие точки? Повелете, колега Бајковски. Благодарам. Проектот, да, донесовме одлука на седница на Совет, мислам дека беше пред 2 седници, ако не се лажам. Проектот, меѓутоа, да ни кажете точно какви се активности ќе бидат вклучени во овој проект кој што е од германското друштво. Спомнавте опрема, машини, какви сет на активности ќе бидат спроведени во техничкото училиште и какви се активности ќе, ако не дали само опрема и машини, конкретно што ќе се реализира со овој проект и кој е време трајањето на проектот. Ви благодарам. Значи, како што напоменав, тој е проект од заекнување на практичната настава и вештини во нашето училиште. Имаме во проектот набавка на нови современи едукативни машини, со кои што учениците ќе стекнат знаење на практична основа.
така што значи тоа се доста скапи машини, значи вистина вредноста му е голема. После тоа имаме едукација однос на германското друштво за компании ќе се изберат кои што ќе не едуцираат нас како професора, ние ќе тоа знаење ќе го пренесеме, дисеминираме понатаму на учениците. За таа цел треба да имаме опремено простори, значи нашата цел е со помош на општина Битола да ги опремиме просторите каде што ќе бидат сместени овие едукативни машини. Ние имаме во нашето училиште, меѓутоа тоа е застарени системи, застарени технологии, а знаете дека технологијата оди се повеќе напред и горди сме со овој проект и го очекуваме значи да стигне во нашето училиште и да продолжиме со нашата едукација. Благодарам. Други прашања? Повелете, колега Корлевски. Дали техничкото училиште ги враќа овие стари патики кога работеше за поголемите компании, значи за ФОД, за Новац, изработуваше делови. Значи дали можете видите да работите во вашите училиште со учениците од 4-та година, значи Пошто со тие дуално образование, дали се подготвуваат, спремни се да речеме со случајно значи целта на нашето училиште е предизвик да во тој воспитно-образовен процес и соработка со предпријатијата, како што е ФОД Новац и другите компании со кои што работиме, со Кромберт и така натаму, каде што го поддржува дуалното образование и дел нашите ученици завршуваат во нивните компании. Што е многу карактеристично сега и во овие IT компании кои што сега одат нашите ученици учени преку работа, продолжуваат понатаму да своето знаење го пренесуваат, односно за свој личен интерес и така натаму. Значи компаниите се заинтересирани и тоа е нашата цел, да извадиме готов производ за пазарот на трудот. Значи имаме голем интерес од компаниите, нонстоп еве и Евана ни се јаво исто така да склучиме договори за соработка со нив, меѓутоа сите бараат да задржат дел од учениците, нормално квалитетните ученици кои што и му благодарам на компаниите кои што ни излегуваат во пресред. Знаете дека стручното образование пред неколку години беше во завидна положба, меѓутоа сега трендот е многу повисок. Благодарам и уште една работа околу опременоста на училиштето. Убаво напоменавте дека целта ви да опремувате училиштето внатре со капацитативно во однос на сите училници, значи за приметвам графоскопи, значи радиокасетофони. Збораме за 21 век, мислам добро е да дојдете тука на Совет и да речете дека оди во стара опрема, бидејќи не знам што ќе ви се вас 12 радиокасетофонија, имаме на пример 5 скенер, една смарт табла, значи збораме за 27 графоскопи кои што му отежнувате работата на професор и ја отежнувате. Таа треба да го изработат. Таа, например, имаме 4 видеобима. И тоа е, например, 1:10 разликата, затоа тука советници сме советници. Ви благодарам на тоа што ни скреневте внимание, значи мораме да го следиме трендот на високата технологија. Во право сте со тоа, меѓутоа не можеме да најдеме начин за тие средства кои што не ни треба да ги отугиме. Значи проблем ни се јавува. Иначе ние слободно можеме да ги дадеме на некој друго училиште каде што еве имат потреба такви работи, меѓутоа кај нас е веќе застарена технологија изготвување на графофолии и така натаму, одиме на модернизација и значи вистина сме едно од училиштата кое што можеме да се гордееме во градот и пошироко. Еве сега и од Центарот за стручно образование имаме регионални центри каде што обуките ќе се вршат во нашето училиште. Јас му благодарам исто така и на наставниот кадар кој што професионално се нон-стоп се едуцира, имаме развој во тој процес. Исто така и дел од компаниите дури ни пружаат таква можност, ако не можат таму, нивни експерти доаѓаат во нашето училиште и ја завршат таа едукација во IT секторот, така што покриваме во секој дел, немаме никаков проблем во тој. Меѓутоа, ти благодарам, заради тоа што вистина имаме средства кои што можат да се оттуѓат, значи тие материјали и така натаму кои што не знаеме на кој начин просто да ги оттуѓиме. Исто еве слушнав за електронскиот отпад, имаме 2 простори полни со тој електронски отпад, не знаеме што да правиме. Да пренатрупани сме со непотребни работи, а за некој можеби корисни работи. Значи не можеме начин да најдеме. Јас не знам, се кажува дека се кажа дека општината ќе опреземе тој дел на тој електронски отпад да го тргнеме од училиштата.
Вистина да дојдите да видите, ќе речете, не знаеме што да правиме повеќе. Еве и со овие, например, графоскопи, ние не можеме, бидејќи те се собственост на училиштето, не можеме да ги отугиме. Тоа може само на начин на преку општина, бидејќи сепак општината е собственик на училиштето. И во тој дел и се оди многу напред со електрониката и сето тоа и навистина брзо застарува, гледаме и самите и треба тој пат да го изнајдите навистина за да просторот се слободи за подобра функција. Ова за поздравување е големо вашето придвижување со соработката со стопанскиот сектор, вистина е за пофалба. И благодарам. Други прашања дали имаме? Констатирам дека немаме други прашања по точките 9 и 10 и преминуваме на точка 11 и 12 од дневниот ред. Годишен извештај за работа на Средното училиште гимназија Таки Даскало Битола за учебната 2023-2024 година и точка 12 годишна програма за работа на Средното училиште гимназија Таки Даскало Битола за учебната 2024-2025 година. Го молам директорот да се произнесе кратко по годишниот извештај и годишната програма за гимназијата Таки Даскало. Повелете. Добар ден и од мене. Ристо Риовски, директор на училиштето. Што се однесува до извештајот за работа на училиштето во учебната 2023-2024 година, во подготвителниот период за настава реализирани се следните активности. Пред се успешно е реализирани уписите за учебната 23-24 година. Понатаму извршени се повеќе состаноци за целосна распределба на часовите и на времена изработка на распоред за започнување на учебната година. Учебната година успешно започна со готов распоред на 1 септември. А во текот на учебната година реализирани се следниве активности во однос на меѓународната соработка би почнал, бидејќи извештајот малце подолг, ќе се обидам да видам пократок. Направени се повеќе работилници и заеднички проекти во соработка со американското КАТЧЕ, учество на завршна конференција, панел дискусија, стоп на дискриминација на лицата со попреченост, во соработка со Македонски центар за меѓународна соработка, Европската унија, порака нова и ИМКА, понатаму учество на 12-тата меѓународна конференција Безбедност во сообраќајот во локалната заедница, Совет за безбедност во сообраќајот, во соработка со Центарот Бања Лука, Република Српска, понатаму учество на обука со Центарот за средно стручно образование и Агенцијата за вработување Битола и ИПА фондовите, конференција за обука од проектот Квалитетно образование за сите, финансиран преку Министерството за образование, со поддршка на Советот на Европа, финансиран од Германија. Понатаму работен состанок со Германското друштво за меѓународна соработка од Фондацијата за образовни и културни иницијативи, Чекор по Чекор, Општина Битола, обука за училишните одбори, за да се стекнат со сертификати за работа, коучинг, друштво за консалтинг и услуги, учество јавен настан работилници со 28 Europe House, понатаму Erasmus Plus програмата, извршена е посета на Алкалоид Скопје за познавање со производствениот процес на козметички препарати, контрола на квалитетот и запознавање со производствената лента за производство на влажни марамчиња, бидејќи новата струка, техничар за лични услуги, буди поголем интерес кај деветоделенците. Понатаму реализација на проектот Врсничка школа за ментално здравје, онлайн состанок за квалитетно образование за сите преку амбасадата на Германија, текстилниот актив исто така зеде повеќе активности со председателот на Европската асоциација за волнени производи Алберто Коста од Италија, истиот го посети училиштето и беше доста задоволен од активностите на текстилниот актив. Понатаму тркалезна маса за нацрт извештај за мапирање, имплементација и стратегија во образованието, исто така со Советот на Европа и Министерството за образование. Понатаму продолжуваат представување со видеопрезентација, декорирање на чанти со преку Европската фондација за производство на текстилни производи, меѓународна конференција за безбедност со сообраќајот, обуки во рамките на процесот на квалитетното образование,
обезбедување квалитет за работа на координаторите, за врски со компаниите, обука во рамките на проектот подобрување и вештини за дигитална писменост како клучни компетенции на наставниците согласно најдобрите ЕУ практики. И многу други активности и обуки кои се потребни за што поквалитетно образование и настава во средното општинско училиште Таки Даскалот. Би продолжил понатаму со активностите кои се потребни за обезбедување атмосфера за поддршка која стимулира позитивни цели. Направени се доста состаноци на раководниот тим со председателите на стручните активи, стручната служба и класните совети, како и наставничкиот совет. Направене придонес во работата на Комисијата за реализација на испити за вонредни ученици од гимназиското и стручното образование и кандидати од 5 степен специјалистичко образование во сообраќајната струка, бидејќи училиштето од овие активности добива прилив на финансиски средства. Реализирани се активности во соработка со локалната заедница, направени се консултативни средби на јавни настани, организирана е интегрирана настава по предметите хемија и козметологија, посветено е доста активности за менталното здравје на учениците, ден на креативност, 8 мартовски цветен колаш и така натаму, соработка со сите активи во училиштето, соработка со стручните активи, како и со гимназиското образование, промоција на социјалните мрежи, организирање на изложби од талентирани ученици и така натаму. Во однос на активноста за стручни и научни трудови, во текот на учебната 23-24 година издаден е стручен билтен со трудови од наставниците, кој се вика Разгледи, исписанието Грст, каде што целосно се опишани активностите на училиштето, како и една книга на билингвалната превелка во прекупечатницата Киро Дандарот. Што се однесува до наставата, таа се организира во двете згради кои се изградени во 1948 година. Потоа располагаме со 29 училници, една гимнастичка адаптирана спортска сала и една кошаркарска сала, спортски терени, игралишта, дворно место и зелени површини. Редовно теоретска настава се извршува како на стручното, така и на гимназиското образование, практична настава, учење преку работа кај работодавач, целосно извршена професионална и филијална пракса, реализирана со учениците од стручното образование во соработка со локалната средина, проектни активности се реализираат со учениците од гимназиското образование, содржини програмирани од училиштето, исто така со учениците од стручното образование, а извршена е и дополнителна и додатна настава. Наставената година започна на 1.9, заврши на 9.6 за сите незавршни паралелки, а за завршните паралелки на 20.5.2024 година. Што се однесува до наставните средства, помагала, дидактички материјали и опрема, ова година е обезбедена потребните наставни средства и помагала скоро за сите струки, исто така и за гимназиското образование. Нашето училиште располага со 106 компјутери, Fujitsu монитори 20, монитори Log 41, монитор Asus 9, лаптопови 9, печатач со скенер 10, печатач без скенери 5, фотокопир 1, електронски табли 2, интерактивна табла 1, видеопрожектори 2, LCD телевизори 23, во интерес на наставата, комплетен алармен и видео систем за надзор, камери за видеонадзор и дигитална камера Nikon. Реализирани инфраструктурни проекти. Конструиран е подот во сите училници и кабинети во двете училишни згради во површина од 2722 квадрати, поставени се нови лајсни, заменен дотрајниот паркет од 136 метри квадратни. Направена е комплетна санација на внатрешните скали во блок Б, вкупна вредност на проектот изнесува 496.500 денари. Во средства обезбедени од општина Битола, понатаму реконструиран е училишниот двор со бехатон плочки во делот на паркинг просторот за потребите на вработените во површина од 418 метри квадратни и поставена е електрична рампа. Набавена е професионална машина за чистење и дезинфекција на подови, која е донација од Кромберг и Шуберт. Исто така набавени се повеќе книги, односно стручна литература во самата библиотека, која располага со
вкупно 27.552 книги. Преминал на годишната програма за работа во учебната Пократко ве молам. 24 за 25 година. Добро. Нашата девиза е учиме за да работиме, учиме за живот, подобрување на квалитетот на образованието и воспитно-образовниот процес се едни од најважните приоритети на Средното општинско училиште Таки Даскало Битола. Ова година се запиша ученици во прва година слично на ланската, некаде 204, па со префрлање стигна бројката до 210 ученици, така што вкупно оваа година во училиштето Таки Даскало имаме 783 ученици во сите паралелки стручно гимназиско образование. Во училиштето работат повеќе тимови, тоа училишен инклузивен тим, тим за стратешко планирање, за професионален развој, тим за самоевалација на училиштето, тимови за спредување на квалитетното образование за сите, тим за подобрување на успехот, тим за меѓуетничка интеграција во образованието, тим за спречување на говор и омраза, тим за превенција и така натаму. Сите овие тимови работат во интерес на мисијата и визијата на Средното општинско училиште Таки Даскало да прерасне во регионален училишен центар, бидејќи во нашето училиште учат и ученици од другите општини. Самото практична примена на знаењето, учиме за да работиме, учиме за живот. Оваа година планирани се повеќе активности во однос на инфраструктурата со цел подобрување на условите за учење, работа и живот во самото училиште. Би ги навел само поважните. Реализација на проектот за поставување на фотонапонски електрични централи на јужната страна на покривот на училиштето. Во тек е јавната набавка, се надеваме дека успешно ќе завршиме овој проект. Реализација на проектот за реконструкција на внатрешните небездени скали во блок А, во блок Б се веќе завршени. Реализација на проектот за замена на дотрајана внатрешна дограма, односно врати на самите училници. Реализација на проектот со хортокултурно уредување на училишниот двор, проект за реконструкција на библиотеката во современа медиотека, легализација на помошна зграда која се води како привремен објект и нејзина адаптација за работилници за стручното образование, проект за создавање на мултимедиален простор, конференциска сала за состаноци и комуникација, за организирање семинари, конференции и обуки, проект за реконструкција на канализационата и водоводната мрежа, аплицирање за добивање на проекти за инфраструктурно подобрување, аплицирање за реализација на проект за промена на електричната инсталација во училиштето, според изготвен елаборат, аплицирање за добивање на грантови од јапонската, германската и турската амбасада за инфраструктурно подобрување на условите за работа на училиштето, аплицирање за проекти од регионалниот фонд за предизвици, за добивање грантови за средни училишта, изработка на проект за санација на санитарните чворови, изработка на проект за поставување на енергетски ефикасна фасада, изработка на проект за засебно загревање на спортските сали, поставување на паркинг за велосипеди и мопеди, уредување на металната ограда на училишниот двор од предната страна и така натаму. Благодарам, директоре. Дали имаме прашања до директорот за точките 11 и 12? Повелете, колега Корлевски. Голна гимназија, заед таму че директор е одлично за сработеното, навистина на странава мора да ги стигнеме, не видива горна и долна. Една работа што можев да приметаме 50% од наставниот кадар е над 55 години. Да. Континуитетот на училиштето е добар, стигнува квалитет, меѓутоа 50% е многу. Треба да внимаваме од работи како совет. Подготвувајте се за кадар за кој што ќе замени квалитетот. Да нема големо отсуство, да е двајца, тројца ќе заменат, меѓутоа 50 е навистина многу голема бројка. Да се пензионираат, па ќе се изврши промена. Добро, меѓутоа 50 е многу тешко да се најдат квалитетни кои што ќе пренесат. 5, двајца, тројца е денес во тешко време, например. Проблемот е со наставен кадар пред се во општите предмети, природните науки и така натаму, и ние сме стручно училиште, па ќе видиме како ќе се снаоѓаме. Ви благодарам.
Други прашања? Констатирам дека немаме други прашања. Јас само до директорите би кажала дека завршивме со точките, така да согласно врските, ако сакат, можат да ја напуштат седницата. Точка 13 од дневниот ред. Решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во средните училишта на подрачјето на општина Битола за учебната 2024-2025 година. Посебно овие се вообичаени точки пред почетокот на учебната година, мислам дека не треба посебно излагање, освен ако имате некакви прашања. Констатирам дека немаме прашања по оваа точка и поменуваме на точка 14. Годишен извештај за работа на детската градинка Мајски цвет Битола за 2023 и 2024 година и точка 15. Годишна програма за работа на детската градинка Мајски цвет Битола за 2024-2025 година. Ја замолувам директорката кратко да се произнесе по извештајот и програмата. Колегите советници ги имат материјалите, така да ако имат прашања ќе постават. Повелете. Почитувана председателка, почитувани присутни, имајќи го во пред... Не е вклучен? Аха, добро. Имајќи го во предвид изнесеното во извештајот за работа на јавната општинска установа, или таа? Добро. Сега е во ред? Имајќи го во предвид изнесеното во извештајот за работата на јавната општинска установа детска градинка Мајски цвет Битола во 2023-2024 година, може да се извлечат заеднички констатации дека и квантитативната и квалитативната страна од програмските цели и задачи на целокупната дејност успешно се реализирани, адекватно на условите и можностите на установата. Програмата за работа на градинката во учебната 23-24 година е реализирана со синхронизирана активност на сите извршители на дејноста, а со посебен акцент на реализацијата на згрижувањето, воспитувањето и образованието на децата, како и напредување на истата. Во рамките на подобрувањето на квалитетот на работа, воспитно-згрижувачкиот и воспитно-образовниот кадар максимално се ангажираше во професионалниот развој преку внатрешни проекти и активности на професионалната заедница, што придонесоа за развивање на формите и методите на работа, применувајќи соодветни нагледни дидактички средства и материјали за работа со децата. Обезбедена е квалитетна исхрана на децата, што пристојуваат во нашата градинка, подобрени се условите за престој на децата во градинката со обезбедени подобри услови од областа на тековно одржување и набавка на потребни средства за нормално функционирање на установата. Од бројните активности наведени во извештајот се гледа дека ова учебна година нашата установа вложи максимални напори за подобрување на воспитно-образовната и згрижувачка дејност во сите сегменти на делувањето. Сега накратко ќе кажам кои набавки ги имавме ова измината година. Значи се набавија леци, гориво за службени возила, набавка на храна, набавка на средства за хигиена, набавка на канцеларски материјали, материјални за тековно одржување, набавка на клима уреди, набавка на ПВЦ врати, набавка на машина за садови, машина за сецкање, блендер, набавка на електричен казан за готвење, набавка на ситен инвентар, набавка на зебра завеси и ново возило комбе за транспорт на храна. Исто така направена е набавка на мебел за реновираниот објект во детската градинка Славече. Сега сакам да кажам, дека во текот на ова измината година имавме голем број на одбележувања, приредби и патрон празник, што се, да речам, секојдневие во детските градинки. Сега ќе продолжам со програмата. Мисијата на нашата установа е промовирање на сестрана, креативна и продуктивна личност, развивање на свест за хуманистички и естетски вредности, градинка во која децата растат низ другарство, игри, приказни, песни и знаења за многу нешта, разбирање, доверба, соработка со родителите во заедничка грижа за развојот и воспитувањето на децата. Имајќи во предвид
практичните согледувања од досегашната примена на повеќе иновативни воспитно-образовни елементи и програмски остварувања на тоа поле во ЈОУДГ Мајски цвет во текот на 24-та и 25-та година примарно се предвидуваат следните стратегии и педагошки акции. Прво имаме имплементирање и спроведување на суштинско и содржинско знаење на стандардите за рано учење и развој на деца кај децата од 0 до 6 годишна возраст, целосно имплементирање и практично спроведување на пропишаната педагошка евиденција и документација, како во пишувана, така и во електронска форма, практично и континуирано водење на досие на дете како во пишувана, така и во електронска форма. Изнаоѓање на нови форми и начини на инволвирање на родителите во институционалното и воспитно-образовно делување, што би се рефлектирало и на семејното воспитување. Интензивирање на педагошката едукација на родителите, иницирање на процесот на креирање на професионални заедници како најдобар начин за јакнење на процесот на стручно усовршување на кадарот. Реализација на активности во насока на модернизирање на работата на стручниот кадар, работа на целосна, детална и квалитетна реализација на проекти предложени од страна на МТСП и како и членовите на стручниот совет на установата. Исто во склоп на нашата работа имаме голем број на хуманитарни активности. И во текот на оваа 24-25 година, ова воспитно-образовна година продолжува имплементацијата на рамката за социјална кохезија и културен диалог. Овој проект опфаќа 6 модули, од кои првиот модул социоемоционална невроедукација е целосно имплементиран, модулот 2, каде што имаме стимулирање на средина за учење, учење преку игра, конструктивизам. Значи, си тие два проекти се продолжуваат веќе 2-3 години во континуитет. Поголемо внимание ќе обрнеме на професионалниот развој на давателите на услуги, значи заедниците за професионално учење со примена на колаборативни професионални практики, кои се засновани на истражување на педагошко, образовна и когнитивна невронаука. Тие имаат за цел да ги зајакнат компетенциите на вработените во предучилишната установа преку пренесување на знаења и вештини во нивната секојдневна воспитно-образовна пракса и обезбедување на стимулативна средина за учење за поголеми достигнувања во развојот на децата кои ја посетуваат нашата установа. Исто така, годинава ќе почне да се реализираат обуките за модул 3, околина за учење и инклузија. Начелно тоа е тоа што го планираме следната година. Се планира да се во план е да се направи енергетски ефикасна фасада, како и да се обнови мебелот во дел од градинките, кои веќе повеќе години го користат истиот мебел. Во однос на бројката на деца, чекайте само една секунда. Во градинката Мајски имаме 7 објекти. Во Мајски цвет имаме 225 деца запишани, во Коца Василева 255, Пеперутка 73, Славиче 101 дете, Кокиче 60, Качунка 60 деца, Звездички 75, што вкупно прави 849 деца кои се згрижени во нашата градинка. Во моментот имаме 412 деца на листа на чекање, што очекуваме дека тој број ќе се намали. Ви благодарам, директорке. Прашања по овие точки? Повелете, колега Корлевски. Директорке, дали имате информација до кај со мајчин дом, така ти е под вас? Немам информации, не. За таа градинка? Не. Затоа што мислам дека моментално е дадена на управување на градинката Естровадија Мара. Така што ние немаме во моментот информација. Ви благодарам. Би преминале на точка 16 и 17
од дневниот ред исто се однесуваат за Мајски цвет градинката. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време во детската градинка Мајски цвет Битола. И точка 17. Решение за давање согласност на одлуката за добивање на согласност за работа на воспитните групи со поголем број на деца, односно со помал број на деца во детските градинки кои работат во состав на детската градинка Мајски цвет Битола. По овие две точки дали имаме прашања до директорката? Констатирам дека немаме прашања и преминуваме на гласање на точките од дневниот ред. Точка 1. Годишен извештај. Ви благодарам, директорке. Слободни сте, ако имате обврски, може да се минете. Точка 1. Годишен извештај за работа на Средното училиште гимназија Јосип Броз Тито Битола за учебната 2023-2024 година. Кој е за? 2 гласа за. Кој е против? 1 против. Точка 2. Годишна програма за работа на Средното училиште гимназија Јосип Броз Тито Битола за учебната 2024-2025 година. Кој е за? 3 гласови за. Точка воздржани и против нема. Точка 3. Годишен извештај за работа на Средното училиште доктор Јован Калаузи Битола за учебната 2023-2024 година. Кој е за? 2 гласови за. Воздржан? 1. Точка 4. Годишна програма за работа на Средното училиште доктор Јован Калаузи Битола за учебната 2024-2025 година. Кој е за? 3 гласови за. Точка 5. Годишен извештај за работа на Средното економско училиште Јане Сандански Битола за учебната 2023-2024 година. Кој е за? 2 гласови за. Воздржан? Против? 1. Точка 6. Годишна програма за работа на Средното економско училиште Јане Сандански Битола за учебната 2024-2025 година. Кој е за? 3 гласови за. Точка 7. Годишен извештај за работа на Земјоделското училиште Кузман Шапкарев за учебната 2023-2024 година. Кој е за? 2 гласови за. Против? 1. Годишна програма за работа на Земјоделското училиште Кузман Шапкарев за учебната 2024-2025 година. Кој е за? 3 гласови за. Точка 9. Годишен извештај за работа на Техничкото училиште Георги Наумов Битола за учебната 2023-2024 година. Кој е за? 2 гласови за. Воздржан? Против? 1. Точка 10. Годишна програма за работа на Техничкото училиште Георги Наумов Битола за учебната 2024-2025 година. Кој е за? 3 гласови за. Годишен извештај за работа на Средното училиште гимназија Таки Даскал од Битола за учебната 2023-2024 година. Кој е за? 2 гласови за. Против? 1. Точка 12. Годишна програма за работа на Средното училиште гимназија Таки Даскал од Битола за учебната 2024-2025 година. Кој е за? 3 гласови за. Точка 13. Решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во средните училишта на подрачјето на општина Битола за учебната 2024-2025 година. Кој е за? 3 гласови за. Точка 14. Годишен извештај за работа на детската градинка Мајски цвет Битола за 2023-2024 година. Кој е за? 2 гласови за. Воздржан? Против? 1. Точка 15. Годишна програма за работа на детската градинка Мајски цвет Битола за 2024-2025 година. Кој е за? 3 гласови за. Точка 16. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на почеток и завршеток на работното време во детската градинка Мајски цвет Битола. Кој е за? 3 гласови за. Точка 17. Решение за давање согласност на одлуката за добивање на согласност за работа на воспитните групи со поголем број на деца, односно со помал број на деца во детските градинки кои работат во состав на детската градинка Мајски цвет Битола. Кој е за?
3 гласови за. Ги исцрпивме точките од дневниот ред и со тоа седницата ја прогласувам за завршена и затворена. Благодарам.